Почитувани, последните денови Ставровски и владата се обидуваат да го прикријат скандалот со собрата Рој со помош на смислено одбранени целосни податоци околу наводната успешност на странските инвестиции во слободните економски зони. Прво, Ставровски вели дека компаниите од зоните оствариле извоз од скоро милиарда евра, но истовремено министерот заборава да го каже податокот колку работата на овие компании го зголемила увозот во истиот период. Тоа што Ставровски го крие околу овој податок е фактот дека во првите 9 месеци Македонија остварила трговски дефицит од над милиарда и 700 милиони долари. Тоа е за 30 милиони долари поголем дефицит за разлика од истиот период во идната година. Тоа покажува класична негативна тенденција и тоа мора да се стави како резултат на успехот на овие странски инвестиции. Второ, Ставровски тврди дека во слободните економски зони работа нашле 11.000 работници, тоа е солидна бројка, но и да е така, министерот не се осмелува да каже колкава е просечната плата на луѓето кои што нашле работа во овие компании. Би било корисно да го слушнеме резултатот на овие инвестиции, односно колку изнесува просечната плата на вработените, пред се ако се одземат платите на странските менаџери кои што работат во овие компании. И трето, министерот Ставровски секогаш го крие податокот за тоа колкава е учеството на странските компании во полнењето на буџетот, односно во буџетските приходи. Случајот со наводната милиарда на собрата Рој, од која што остана само банкарската гаранција, случаите пред тоа со Свидмилк и слични скандали, покажува колку може да им се верува на овие луѓе околу странските инвестиции. Бидејќи договорите и субвенциите што ги добиваат странските компании остануваат врна владина тајна. Останува еден ден да стане јасно дали можеби помеѓу овие компании се кријат и слични случаи на овој како што беше со собрата Рој. Потенцираме дека обидите на владата да покаже наодна грижа за домашните компании, така што само вербално ги стимулира да станат добавувачи на компаниите од слободните економски зони, представува класично потценување на домашните фирми. Домашните компании знаеме дека мора да ги плаќаат сите давачки и сите редовни казни. И тие со тоа никогаш не можат да станат конкурентни со своите добра, со своите услуги и да продаваат на странските компании кои за разлика од нив имаат долгорочно субвенционирани услови за работење. Една од клучните мерки која што ќе преземе СДСМ е брзо доближување или изедначување на условите за работа на домашните и странските компании. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не е и нема да биде против странските инвестиции, но секогаш резултатите за нивното работење мора да се кажуваат јавно и точно. Благодарам.